10 Божји заповеди им биле дадени на евреите како неизбран народ во Стариот Завет, но тие се задолжителни за сите луѓе, зашто го содржат непроменливиот Божји закон за духовниот живот. Нив не ги изменил ни самиот Господ Исус Христос. Он вели: немојте да мислите дека сум дошол да го нарушам законот на пророците. Не сум дошол да го нарушам, туку да го исполнам. Евангелие според Матеј, 5 глава, 17 стих. 10 Божји заповеди се следни: Јас сум Господ твојот Бог, да немаш други богови освен мене. Не прави идол, ниту каква слика, од она што е горе на небото и што е долу на земјата и што е во водата и под земјата. Да не им се поклонуваш, ниту да им служиш. Не изговарај го напразно името на твојот Бог. Памти го денот за одмор, за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи, а 7-миот ден е одмор на Господа твојот Бог. Почитувај ги татка си и мајка си, за да ти биде добро и долго да живееш на земјата. Не убивај, не врши прељуба, не кради, не сведочи лажно против твојот ближен, не пожелувај ништо што е туѓо. Во оваа Божја заповед бара од нас да го признаеме само едниот и вистински Бог, да го почитуваме само Него, само на Него да му се поклонуваме и да му служиме. За да можеме да го сакаме Бог и да му служиме, треба да имаме јасна представа за Него. Од тука произлегува нашето задолжение, да го познаваме Бога онаков каков што е опишан во Божјото откровение и како што ни се покажува во светот околу нас и во нас самите. Само тогаш ќе веруваме во Него како Создател, Промислител и Спасител, ќе се надеваме на Него, ќе го сакаме како небески Отец наш, ќе ги извршуваме Неговите заповеди, ќе му благодариме за Неговата љубов и милост и ќе му се молиме секогаш да ни помага. Против оваа заповед грешат оние што не веруваат во Бога, што очајуваат и немаат надеж во Него, кои се надеваат само на своите сили и богатства, горделивите и суеверните, кои се плашат од глупави и непостојачки работи. Со еден збор, против оваа заповед грешат оние кои што славата што му припаѓа нему им ја даваат на неговите созданија. За да може да ја извршува оваа Божја заповед, христијанинот треба да се откаже од себе си, да ги задуши своите грешни желби и страсти и во се да се раководи од Божјата волја. Оваа заповед не забранува да ја почитуваме Пресветата Богородица, светиите и ангелите, зашто ние не ги обожуваме, туку ги почитуваме како најсовршени созданија и најблиски до Бога. А на нив им се молиме, зашто е речено дека Бог е исполнил молитвата на оние што го љубат. Светителите најмногу го љубат Бога и затоа Бог ни помага преку нивните молитви. Со оваа Божја заповед ни се наредува да не почитуваме идоли, односно да не правиме идоли или слики со цел да ги почитуваме како божества и да им се поклонуваме. Предмет на вакво почитување и поклонување било сонцето, месечината, звездите, луѓето, животните, растенијата и рибите. Бог е над сите своји човечки дела. Зошто тогаш ги почитуваме иконите? Иконите не ги почитуваме како божества, туку како благословени и осветени изобразување на живиот Бог, неговите ангели, неговата мајка, неговите свети и маченици, кои се наши пријатели и посредници пред Бог. Кога се молиме пред иконата на некој светител, ние се молиме на живиот светител што е на небото, а преку светителот му се молиме на единствениот Бог, царот на сите светители. Кога ги целиваме светите икони, ние во нашите мисли изразуваме нашата силна љубов кон нив, како кон живи личности во небесната црква. За нас православните христијани, иконите се како отворени книги. Тие не пренесуваат кон оние што се насликани и предизвикуваат во нас религиозни чувства. Почитувањето кон иконите не се однесува на материјалот од кој се тие направени, туку кон светите личности и кон Бог, за да ги посрами и увери оние што не ги почитуваат и не веруваат во иконите. Бог со Божјата сила прави некои од иконите да станат чудотворни. Против оваа Божја заповед грешиме кога сме користолюбиви, кога се пријадуваме и се опиваме и кога се гордееме, зашто во тој случај ги почитуваме богатството, храната, пиењето и себе си, наместо да му се поклонуваме на Бога
да им се поклонуваме на работи кои се негови творби. Светиот апостол Павле вели: нудниот Бог е стомакот, тие мислат за земни работи. Умртвете ги своите земни членови, односно пороците, блудството, нечистотата, сласта, лошата желба, лакомоста, идолопоклонство. Кога пристапуваме вака, кога прекомерно јадеме и пиеме, нашиот стомак станува наш Бог, или кога на местото Божие ги ставаме нашата личност, државата, нацијата, науката или цивилизацијата, ние сме идолопоклоници, зашто на неговото место ставаме нешто друго, а не него. Оваа Божја заповед ни наредува да не го употребуваме Божјото име попусто, лекомислено и безпотребно почитувано. Се разбира, можеме да го употребиме во свечени прилики на нашиот живот, кога се молиме, кога поучуваме или проповедаме. А смееме ли да се колнеме? Божите закони го забрануваат само оно што го натажува Бога или им нанесува штета на неговите ближни. Во свечената или молитвената заклетва е исклучено и едното и другото. Во тој случај, оној што се заколнува и искажува својата вера во Божиото сезнање и го прави тоа со цел да ги увери и другите дека кажува истината, за да стави крај на расправиите. Обичните и секојдневните заколнувања најстрого се забрануваат, затоа што се лоши навики во кои името Божјо се изговора без почит и несериозно. Во оваа смисла треба да ги разбереме зборовите на Спасител. Не колнете се воопшто, ниту во небото, оти тоа е престол Божи, ниту во земјата, зашто тоа е подножие на неговите нози, ниту во главата своја, зашто не можеш ниту едно влакно од косата своја да ја направиш црно или бело. Зборот ваш треба да биде да, не, а се што е повеќе од тоа од лукавиот. Евангелие според Матеј, 5 глава, 34 до 37 стих. Христијанинот должен да ги благословува своите ближни, дури и оние што го гонат, да се моли за нивно добро, а не да ги колне и да ги преколнува. Светиот апостол Павле пишува: благословувајте ги оние што ве гонат, благословувајте ги, но не да ги колнете. Послание до Римјаните, 12 глава, 14 стих. Со оваа Божја заповед ни е наредено седмиот ден да му го посветуваме на Бога, а во другите 6 дена да работиме. Во Стариот Завет, седмиот ден се нарекува сабота. Во Новиот Завет, наместо саботата, ја празнуваме неделата како спомен на Христовото воскресение. Бог благословил и заповедал седмиот ден да биде слободен од грижи за телесниот живот и да му служи на човекот за приближување кон него. Тоа, дека христијаните почнале да ја празнуваат неделата наместо саботата, се гледа од делото на светите апостоли, каде што се вели: тие верните, учениците се собрале во првиот ден од седмицата, односно во неделата, за да го прекршат лебот, за да извршат светата тајна Евхаристија. И свети Јован Богослов во Откровението го нарекува неделниот ден, ден на воскреснувањето. Откровение, 1 глава, 10 стих. Има ли и други денови што му се посветени на Бога? И во Стариот Завет, освен саботата, имало и други празнични денови: Паската, Педесетницата, празникот на сениците, Новолетијата, Новомесечијата и други. Исто така, во Светата Христова црква, празнични денови се оние кои што му се посветени на Господа, на Пресветата Богородица, на светиите и на постите, кои верниците се подготуваат за големите и важни настани од историјата на нашето спасение. Најголемиот христијански празник е Пасха или Великден, кој се празнува во спомен и чест на Христовото воскресение. Се празнува секогаш во недела, а датумот се менува. Потоа следуваат празниците во чест на Господа Исус Христос и на Пресвета Богородица. Господови празници се Рождество Христово, 25 декември или 7 јануари по нов стил, Сретение Господово, 15 февруари, Богојавление 19 јануари, Преображение Христово 19 август, Цветници, влегувањето на Господ Исус Христос во Ерусалим се слави во неделата пред Великден, Вознесение Христово на 40-тиот ден по Великден, Педесетница или слегувањето на Светиот Дух врз апостолите
кој што се слави 50 дена по Великден, Крстов ден, издигнувањето на Светиот Крст на 27 септември. Богородични празници се рождество на Пресвета Богородица на 21 септември, воведување на Пресвета Богородица 4 декември, Благовештение 7 април и Успение на Пресвета Богородица на 28 август. Во Светата православна црква се восстановени следните пости: Великиот пост или Светата Четириесетница, восстановен во чест на 40-дневниот пост на Спасителот во пустињата и последната седмица од страдањето на неговиот живот. Божикните пости, Богородичните или Успенските и Петровденските пости. Кај евреите, празниците били восстановени за принесување на жртви и потпун телесен одмор. Празниците во Христовата црква добили повозвишена цел. Тие треба да бидат денови на телесен одмор и на духовен труд, да ги приближуваат верните кон Бога, да им даваат духовна храна и да им даваат можност за вршење на милосрдни дела. Затоа во неделните и празничните денови треба да се воздржуваме од телесна работа, да се молиме поревносно во домот и во дом Божиот храм, да го читаме Светото писмо и други духовни книги, да посетуваме болни, старци и страдалници, да правиме добри и милосрдни дела. Празничните денови треба да ни дадат телесна и духовна сила за деновите определени за работа. Господ Исус Христос го осудил мрзливиот слуга кој го закопал в земја талантот што му го дал, затоа што не ги искористил и развил силните способности што Бог му ги дарил. А светиот апостол Павле осудил мрзливост и вели: кој не сака да работи, нека и не јаде. Второ послание до Солуњаните, 3 глава, 10 стих.